Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Авакум, светата маченичка Миропија и светиот Урош цар српски. Светиот пророк Авакум, сина Сафатов од племето на Симеон, пророкувал 600 години пред Христа за време на царот Манасија. Го прорекол опустошувањето на Ерусалим. Кога царот Вавилонски Навуходоносор го нападнал Ерусалим, Авакум се засолнил во Исмаилкјанската земја, каде што потоа пак се вратил во Ерусалим и како земјоделец. Еден ден кога им носел ручек на работниците на нивата, одеднаш му се јавил ангел Господов и му рекол: ова јадење што го имаш, однеси му го на Даниила во Вавилон, кој е во лавовската јама. А Авакум одговорил: Господи, јас никогаш не сум го видел Вавилон и не ја знам таа јама. Тогаш ангелот го фатил за косата и во моментот го пренел во Вавилон на огромна далечина при јамата лавовска во која бил фрлен Даниил од царот Кир за казна, бидејќи не се поклонил на идолите. Данииле, Данииле, земи го јадењето што ти го испраќа Бог, викнал Авакум. И Даниил го зел и јадел. Потоа ангел Божи пак го зел Авакума и го пренел во Јудеа, на неговата нива. Авакум уште прорекувал за ослободувањето на Ерусалим и за времето Христово. Се упокоил во длабока старост и бил погребан во местото Кела. Неговите мошти биле откриени во времето на Теодосиј Велики. Светата маченичка Миропија, родена е во Ефес од христијански родители. По смртта на таткото со мајка и се преселиле на островот Хиос, каде што и пострадала за Христа. Страдањето на оваа света девица се случило веднаш по страдањето и смртта на славниот маченик Исидор војникот. Кога мачителите го исекле Исидора, храбрата Миропија тајно го зела неговото тело, го покадила и чесно го погребала на некое посебно место. Лошиот кнез Нумери слушнал дека телото на маченикот е украдено и сакал да ги погуби стражарите. Кога дознала дека невини луѓе ќе пострадаат заради нејзиното дело, блажена Миропија сама се пријавила на властите и признала дека го зела телото на маченикот и го погребала. По наредба на кнезот, светата девица Христова била луто камшикувана по целото тело и најпосле сета во рани била фрлена во затвор. Но Господ не ја оставил својата маченичка без утеха. На полноќ го осветлил затворот со небесна светлина и се појавиле многу ангели. Со светиот Исидор во средината. Мир ти, Миропио, рекол светиот Исидор. Твојата молитва дојде кај Бога и ти наскоро ќе бидеш со нас и ќе го примиш венецот што ти е приготвен. Светата страдалничка се израдувала и во тој час го предала својот дух на Бога. Од нејзиното тело излегол благопријатен мирис што го исполнил целиот затвор. Еден од стражарите кога го видел и го осетил сето тоа, поверувал во Христа и се крстил, па наскоро и самиот примил маченичка смрт. Светата Миропија се преселила во вечноста во 251 година. Светиот Урош цар српски, син на царот Душан, царувал во тешко време на распаѓањето на српското царство. Кроток,
Побожен и благ, тој не сакал со сила да ги подчинува горделивите големци, помеѓу кои најнепримерен бил Волкашин кој му дошол на добриот цар до глава. Добриот Урош маченички пострадал на 2 декември 1367 година во својата 31 година. Од луѓето убиен тој бил од Бога прославен. Неговите чудотворни мошти почивале во манастирот Јазак во Фрушка гора, откаде што за време на Втората светска војна се пренесени во Белград и се положени во соборниот храм покрај телото на кнезот Лазар и деспотот Стефан Штил Новиот. За време на Новиот, добар цар, изграден е манастирот Свети Наум на Охридското езеро, го созидал големецот на Урош Гргур. Te